Тимот по роботика Робо Авантури, составен од ученици од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, го освои второто место на првиот државен надпревар што се одржа во Штип. Нашите ученици, заедно со своите врсници од тимот Space Walkers од STEM Академијата од Скопје, ќе представуваат државата на регионалниот надпревар по роботика, што ќе се одржи идниот месец во Република Словенија. Храброста, желбата за победа и другарство се еден основните вредности, а се разбира тимската работа, се еден од основните вредности кои ги поседуваат самите ученици од тимот. Тие го освоија прво место во категорија роботска игра и се пласира на второ место екипно, вкупно од сите категории во кои што се надпреварува. Се разбира го освоија пласманот, односно влезницата за финалниот регионален надпревар или Адрија лигата, кој што ќе се одржи во Целје, Словенија на 16 март 2019 година. Горди сме и срекни пред се на успехот кој го постигнаа нашите ученици и се разбира дека ќе продолжиме со упорна работа се до постигнување на успешни резултати и награди во Словенија. На државниот надпревар од првата Лего лига учествуваат 10 тимови со 100 ученици на возраст од 9 до 16 години од Штип, Кочани, Скопје, Струмица и Виница. Тие се надпреваруваа во 4 категории: роботска игра, роботски дизајн, проект и основни вредности. Одиме во Словенија, во градот Целје. Таму ќе се надпреваруваме, ќе има, мислам, 30 тима и тие што ќе се пласираат на прво, второ и трето и четврто место поминуваат понатаму во надпреварот, а следниот надпревар не се знае, се уште не е одредено каде ќе се одржи. Освен учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи, успех на државниот надпревар по роботика во Штип постигна и минатогодишниот представник на нашата држава на меѓународниот надпревар што се одржа во Соединетите Американски држави, учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, кои се членови на MacBot Pioneers. Тие ја добија наградата за роботски дизајн. Ние оваа година соработувавме со повеќе тимови, како што се тимот при Кирил и Методи, Малина Попиванова и делевме делови со тимот од Амичи, Робо Маскитос, и целата оваа заслуга секако, освен што ни припаѓа на нас, ни припаѓа и на нашите ментори, професор Ивица Јорданов и професорот Гордан Анастасов. Освоивме прво место во дизајн на роботот, каде што роботот минува низ техничко интервју, се проверува неговата цврстина, програмата и квалитетот на изработката, на конструкцијата. Учениците, она што ќе го изработат, можат да го представат како готов целосен нивен производ со проектни документации, со представување на тие проекти, со работа на проектни теми кои што секоја година се различни. Вие знаете дека ланската година темата беше хидродинамика, оваа година е Into Orbit, за наредната сезона не знаеме која ќе биде темата, бидејќи уште не е излезена. Темите и начинот на надпреварување е исти како за сите кои што во самата оваа лига од цел свет има некаде околу 350.000 ученици од цел свет. Нивото на надпреварување и масовноста во ова надпреварување е огромна. Надпреварот по роботика се одржа на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тој лиценцата за надпреварот ја доби од заводот Супер Главче од Словенија, како партнер на нашата високошколска установа. Првата Лего лига е меѓународна мултидисциплинарна истражувачка програма во областа на роботиката. Таа ги инспирира младите да истражуваат во науката и да решаваат реални проблеми.